Добар ден, почитувани гледачи. Добродојдовте во уште една емисија Лилма. Јас сум Мартин Најдовски, а денес ќе зборувам за една многу интересна билка, за билка која е распространата насекаде, за билка која што верувам дека имате сретнато и дека знаете за неа. Билка денеска за која што ќе зборувам е црниот слез или Малва силвестрис по латински. Како што реков, црниот слез е доста распространата билка, расте насекаде, верувам дека сите имате видено и сите ја знаете. Може да се најде во паркови, во дворови, ливади и слично. Се карактеризира со тоа што има јак ризом, односно јак корен, а потоа стеблото е исправено, кое што пак се карактеризира со мали и ситни влакненца кои што се наоѓаат на самото стебло, но и на листовите. Ова растение расте, може да порасте негде околу 1 метар до 1,5 метар највише, зависно од местото на кое што расте ова растение. Се карактеризира исто така со тоа што има виолетови до розови цветови, како што можете да видите, затоа и се нарекува црн слез. А додека пак листовите се во форма на бубрези или срце, кое што пак потсеќаат и покажуваат за самата лековитост на црниот слез. Оваа билка цвета негде од сега, од април месец па се до септември ја има. За лековити цели се бере целиот надземен дел, цветот и листот, вклучувајќи го и стеблото секако, но и коренот. Оваа билка е лековита од корен до самиот врв на самата билка. Во народната медицина оваа билка наоѓа широка примена и се употребува доста. Во нејзиниот хемиски состав содржи танини, содржи слузи, потоа содржи витамини како што е витаминот А, витаминот Е, потоа може да се најде минерали како што е магнезиум, калциум, калиум, изобилува исто така со минерал селен, со минерали цинк. Има еден широк спектар на лечење, односно широк спектар на минерали и лековити супстанции во неа. Пред се, самата билка има, како што реков, широко лекување, односно широк спектар на лекување, па затоа во народната медицина се употребува пред се за проблеми со устата, односно може да се користи кај проблеми со забоболка, потоа може да се употреби кај воспаление на самата устна лигавица, може да се употреби кај проблеми со непца, воспаление на непцата. Потоа се користи кај проблеми со грлото, се употребува кај болки во грлото, кај засипнатост, кај воспалено грло, ангина, ларингитис. Бидејќи верувам дека на сите ви е познато дека оваа билка, како и белиот слез, се употребува за респираторни заболувања, лечи горен и долен респираторен систем. Поготово се употребува кај проблеми со течење на нос, проблеми со синуси. Потоа се употребува како резултат на незините слузи кои што ги содржи во незиниот состав, а тие всушност слузите действуваат на обложување на органите, на самите органи, каде што е самиот проблем, поготово на респираторниот трак, се употребуваат кај бронхитиси, кај пневмонии, бронхопневмонии, туберкулоза, па се до канцер на белите дробови. Зошто? Бидејќи кај овие ситуации, кај астма исто така, бидејќи кај овие ситуации, односно овие заболувања, кај нив е всушност оштетена кожата на самиот орган, бидејќи, како што реков, има слузи, слузите имаат за цел да ги обложат тие органи и всушност да го намалат воспалението. Самата билка има едно антивоспалително, диуретично и антисептичко дејство. Поради незиниот состав, исто така може да се бидејќи антивоспалителна, се употребува кај секакви воспаленија во организмот, без разлика за што станува збор. Би препорачал да се употребува кај луѓето кои што имаат хронични заболувања, бидејќи обично кај хроничните заболувања, како што кажавме, се всушност пропратени со воспаление, без разлика за кое заболување станува збор. Може да се употреби кај астма, кај емфизема, одлични резултати дава кај емфизема, сите респираторни заболувања. Бидејќи исто така во незиниот состав се наоѓа и железо.
и секако и витаминот С, кој што допринесува за подобра апсорпција на железото во крвта. Значи може да се употреби ки анемија, ки бледило, ки проблеми со крвта, значи за подобрување на крвната слика. Потоа може да се употреби кај проблеми со дигестивниот тракт. Значи може да се употреби кај проблеми со чир на желуникот и на 12-палачно црево. Зошто? Бидејќи, како што реков, има слузи, а слузите действуваат на облажување на самиот орган, па затоа може да се употребуваат ки овие заболувања. Значи може да се употреби исто така ки болки во стомакот. Одлично е да се употребува кај проблеми со цревата, значи за обновување на цревната флора, за облажување на цревната флора со сите тие слузи кои што се наоѓаат во самата билка. Потоа, и бидејќи има самата билка едно благо лаксативно дејство, може да се употребува кај запек, но и може да се употребува кај проливи поради присуството на танините во незиниот состав. Оваа билка исто така поттикнува циркулација, значи може да се употреби кај проширени и воспалени вени. Во гинеколошкиот аспект би ја препорачал да се употребува поготово за женската популација. Зошто? Бидејќи оваа билка поради незиниот состав, значи има едно цитотоксично дејство, односно дејствува на поништување на малигните клетки, односно на туморните станици во организмот, па затоа најдобри резултати дава во лекувањето на леукемија и рак на дојка. Препорачувам и апелирам сите жени кои што имаат предиспозиција во фамилиите, односно за онколошки заболувања, би препорачал топло да употребуваат како превенција, значи секојдневно да имаат во нивната домашна аптека, но и да се употребува кај, како што рековме, веќе настапена болест, значи кај рак на дојка, но и за превенција од истите. Секако во комбинација со коприва и корен од гуврче, одлични резултати дава во лекување на леукемија, каде што треба да се пие по 2 до 3 шоли на ден, чај од таа комбинација. Оваа билка исто така може да се употреби ки хемороиди, одлични резултати дава ки хемороиди, воспалени хемороиди, крвави хемороиди, значи без разлика дали е внатрешно или надворешно, бидејќи обично хемороидите настануваат внатрешно, односно настануваат кога всушност кожата на дебелото црево е оштетена и воспалена. Тоа се случува поради запек, односно застој во цревата, бидејќи како што рековме ги чисти цревата, го обновува дебелото црево и со тоа помага во лекувањето на хемороиди. Значи има еден широк спектар на лекување. Оваа билка, освен тоа што чисти крвта, значи действува на чистење на црниот дроб, значи се применува кај сите кожни заболувања, бидејќи сите кожни заболувања се всушност како резултат, односно како состојба на црниот дроб, каде што црниот дроб ќе исфрла сите токсини на кожата, а со тоа всушност се појавуваат и наразлични кожни болести. Оваа билка токму помага, значи внатрешно во форма на чај, но и надворешно во форма на облога за лекување на екземи, псоријаза, себореа и слично. Значи, како што рековме, од оваа билка се употребува листот, се употребува цветот, се употребува стеблото и се употребува коренот. Одлични резултати дава и во лекување на уринарните патишта, значи кај циститис. Потоа дава одлични резултати кај воспаление на јајници, воспаление на матка, воспаление на и камен во бубрезите, воспаление во бешиката и слично. Би препорачал, значи, оваа билка да се бере и да се употребува и максимално да искористите дека има, значи освен оваа билка што се употребува за лековити цели, значи оваа билка е јадлива, може слободно да се јаде, да се прават супи, чорби, варива и манџи од истата. А сега, она што верувам дека највише ве интересира, тоа како да приплемите лекови, вашата домашна аптека од неа, значи од неа може да се припремаат доста лекови, ќе ви дадам сега доста рецепти кои што можете да ги припремите со неа, значи први основно е чајот, кој што може да се спреми од само надземниот дел, може да се спреми само од коренот, значи ова е коренот од црниот слез, извинувам. Или пак може да се направи комбинација од истото, значи мешано корен со надземен дел. Значи сува или свежа билка се иситнува добро, потоа се земаат 2 супени лажици, се попаруваат со 500 мл изовриена вода, да стои поклопено 20 до 30 минути, се процедува и се пие по 2 до 3 шоли на ден. Ако се прави само од коренот, значи се земаат 2 супени лажици корен, коренот се прави значи полана постапка, 2 супени лажици корен од црн слез се зема,
се закиснува во 500 мл ладна вода. Значи не врела ладна вода, зошто? Бидејќи во коренот има доста скроб, па ако ја попариме, значи ако го попариме коренот со врелата вода, всушност не само што ќе ги извлече лековитите супстанции, туку и ќе го извлече скробот со неа. Значи се остава од вечер овој одвар да стои 6 до 12 часа. Потоа на сабајле се процедува и се пие по 2 шоли на ден, како што реков. Се употребува кај сите наведени заболувања. Од црниот слез, значи можете да си приготвите и масо, која што ќе ви го демонстрирам сега. Значи потребно ви е цветови од црн слез. Цветовите, значи како што рековме во претходните емисии, треба да бидат полусвежи, значи да не бидат комплетно свежи, значи полусвежи, 2 до 3 дена треба да отстојат за да испане всушност самата влага од нив, бидејќи ако употребиме свежи цветови, значи ќе се расипе масото кое што го користиме. Значи потребни ви се цветови, нема некоја конкретна грамажа, отприлика негде околу 1 шака цветови ќе ви бидат потребни, значи полусвежи цветови се ставаат во една тегла. Значи 1 шака отприлика цветови ви се потребни. Се налева со 200 мл ладно цедено или ладно сончогледово масло, не е битно, зависно од тоа какво имате во моментот. Значи негде отприлика требало да изгледа вака, го затварате, стои поклопено, односно затворено 21 ден до 40 дена. Потоа се процедува и ова масло се употребува надворешно, значи како што рековме за облоги, одлично е да се користи кај кожни заболувања, кај екземи, псоријаза, воспаление на кожата, може да се употреби значи и кај црвенила, одлични резултати дава, но ова масло може значи да се применува и за изгореници од сонце. Одлични резултати дава. Летоска би било пожелно да си го имате, да го носите на одмор и да го употребувате ова доста лековито масло. Масата секогаш значи има рок на трање негде од околу 6 месеци, после 6 месеци треба да се употреби ново. Наредни рецепти кои што може да се прават со црниот слез, вие виното од црниот слез, кое што доста помага за анемија. Значи потребно ви е 50 грама корен од црн слез и 1 литро бело вино. Коренот се става во белото вино, стои затворено 14 дена со секојдневно проклатување. Се процедува тоа лековито вино и потоа се употребува 3 пати на ден по една ракетска чашка, односно по 30 мл. Изванреден лек за анемија, бидејќи содржи, како што рековме, железо, содржи доста минерали и витамини кои што помагаат за подобрување на крвната слика. После испијани 2 до 3 овакви лековити вина, пожелно би било да си направите крвна слика на лекар, за да проверите вашата состојба. Може да се направи и сируп од оваа билка, која што е одлична за лекување на пневмонија. Доста го применував за ковидот, кога беше актуелен ковидот и одлични резултати дава за лекување на пневмонија, но и за сите плукни заболувања, односно респираторни заболувања. Значи потребно ви е за 1 литар вода, 1 литар вода се зоврива, кога ќе зоврива водата се трга на страна, се додава 3 супини лажици камилица и се додава 50 грама корен од црн слез. Се поклопува тоа да стои 6 часа поклопено, потоа во наредни нели 6 часа се процедува, после 6 часа се процедува и се додава во оваа смеса 300 грама мета. Се промешува тоа добро и се употребува овој сируп на секој час по една супина лажица. Изванреден лек, како што рековме, за пневмонија, бидејќи ја смирува кашлицата, потоа го смирува воспалението кое што е во белите дробови и во комбинација со камилицата има еден смирувачки, односно седативен ефект. За оние луѓе кои што имаат проблеми, односно оние жени кои што имаат проблеми со рак, може да се употреби и кај маститис, може да се употреби и кај проблеми со цисти, да речеме, на дојка, рак на дојка. Би ви препорачал, значи, земате листови од црн слез, листовите добро да се истолчат, значи листовите добро да се истолчат, можете да без разлика како и да го истолчите. Се премачкува со зејтин, може ако имате свинска маса уште подобро.
но користете тоа што имате во моментот, значи столчено такво, намачкано, се става директно на болната дојка, значи каде што е канцерот, туморот, цистата или маститот. На секој 5 часа се менјава ова облога, обично за 15 до 21 ден сите овие заболувања кои што ги наведов, значи ќе ги нема, односно ги извлекува самиот слез. За оние кои што сакаат малку повеќе во спектарот на козметиката, кои што, ајде да речем, повеќе се заинтересирани за убавини и слично, од листовите исто така може да се припрема еден многу добар лек за подочњаци или за отекување под очите. Значи се земаат листови од црн слез, иста постапка, се ставаат во една тегла, во еден сат, не е битно каде, и се налеваат со зовриено млеко. Се поклопува тоа да стои 1 час. После 1 час листовите кои што ќе ги добиете се ставаат на местото каде што се подочњаците, односно под очите, и се држат едно 20 на минути. После 20 на минути се испира и по потреба нели се повторува третманот 2 до 3 пати на ден. За леукемија, значи за лекување на леукемија, одлична билка, како што рековме, бидејќи има цитотоксично дејство, значи ги убива самите малигни клетки. Во комбинација со корен од глуврче и во комбинација со коприво, значи овие три билки измешани во една комбинација да се пие чај 2 до 3 пати на ден во период од 2 до 3 месеца, одлични резултати дава кај лекување на леукемија. Значи има широк спектар на лекување оваа билка како што реков, и секако би ја препорачал за употреба за проблеми со тероидната жлеза, зашто бидејќи има цинк и селен, а цинкот, поготово селенот, е одличен за подобрувањето на работата на тероидната жлеза. Значи без разлика дали се работи за хипо, хипер, хашимото и слично, кај сите овие состојби може да се употребува, значи во форма на чај, и напоредно може да се стават облоги од истата. За лекување, да речеме, на чворчиња или јазли на тероидната жлеза, одлични резултати дава кога ќе помешаме еднакви делови на црн слез, петровец, жалфија и иванско цвеќе. Значи се измешуваат овие билки во еден сат, во еднакви делови, пример по 100 грама од сите, и потоа 3 супени лажици се земаат од смесата, од измешаните билки се попаруваат со 1 литар зовриена вода. Да стои поклопено 20 до 30 минути, се процедува, потоа се топат крпи во овој чај и потоа се ставаат директно на вратот, односно предот на тероидната жлеза. 2 до 3 пати на ден. Ова е одличен лек за лекување на проблеми со јазли, односно чворови на тероидната жлеза. Можете да си направите и тинктури, значи има многу да се кажува, уште многу за оваа билка, но сметам дека овие се најбитните работи кои што би сакал да ви ги пренесам. Значи употребувате оваа билка, користете ја додека има, бидејќи навистина е заборавена билка, обично луѓето знаат за белиот слез и доста се употребува, но некако црниот слез е доста исфрлена, но верувам дека после оваа емисија ќе ја берете, ќе употребувате и секој ќе ја имате во вашата домашна аптека. За повеќе информации околу лековитите билки, значи можете да ја најдете во мојата книга Даровите на големата мајка природа. Значи оваа книга изобилува со лековити растенија и рецепти кои што можете да ги прочитате и да ги имате, или пак може да ми се обратите на мојата страна Лилма, или да ме побарате на мојот телефонски број за било што совети, лекови, производи и слично. Ви благодарам, почитувани гледачи, за вашето присуство. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија повторно. Ви посакувам да бидете добро и запамтете дека за секоја билка, односно за секоја болка, има и билка. Поздрав, се гледаме во наредна емисија.